Заврши реконструкцијата на транзитниот пат низ Штип, кој се користише како главна патна врска на општините од истокот и југоистокот за време на изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш. Го завршивме и овој проект со што ја комплетираме и заокружуваме целата патна инфраструктура во делот на главните улици, транзитни кои што се водат како државни патишта во делот на градот, и со тоа веќе го затвараме прашањето во делот на инфраструктурата на кое што ја тангира општината, како експресниот пат кон Радовиш и ова транзитна улица. Реконструкцијата на овој дел кој го опфаќа потегот од крушниот тек до кампус 4 траеше 2 месеци, од август до крајот на септември. Целосно е рехабилитиран патниот правец во должина од преку 3,6 км, истиот е и соодветно хоризонтално обележан, вредноста на инвестицијата е преку 50 милиони денари, со тоа е исцрпена програмата за оваа година за овој регион. Дополнително, уште 3 улици во Штип ќе бидат асфалтирани, откако општината ќе заврши со промена на подземната инсталација. Станува збор за улиците Браќа Даневи, Солидарност и Пети Конгрес. Апелирам до општината да час поскоро ги заврши зафатите кои што ги има во делот на подземната инсталација во населбата Автокоманда, кај улицата Солидарност и останатите, за да може механизацијата која што е веќе одобрена од транспорт и врски и избрана да влезе и да ги реализира овие нови улици. Ние сме подготвени од летниот период, но замената на инсталациите кои што се случува во моментот во Автокоманда на тие улици го одолжува отпочнувањето на постапката за реализација на овие 3 проекти. Одговорот на апелот на Бочварски, Јорданов го најави за утре. Ќе имаме наменска пресконференција по однос на ова во текот на утрешниот ден. Иако првично не беше во план, од страна на Министерството се обезбедени уште 30 милиони денари за асфалтирање на улица во населбата Света Недела. До сега, преку Министерството за транспорт и врски, обезбедени се околу 2 милиони евра за обнова на патната и комунална инфраструктура во Штип.